уназад може би 20 години се најавува такво нешто, дали имате некакви информации во врска со отпочнување на некакви работи, активности за проектот Нов театар за градот? Да, значи вака, проектната документација за театарот, како што имате информација, веќе стигната. Таа проектна документација се аплицира во Министерство за транспорт и врски. И јас ќе пренесам последните информации што ги имам. Проектот беше, мислам дека поделен на два дела. Значи треба да се реновира Центарот за култура Марко Цепенгов, како и доградба, односно градење на новата зграда на Народен театар Војдан Чернодрински. За едниот дел, мислам дека има веќе стигнато дозвола за градба за реновирањето на Марко Цепенков, а за театарот имаше некакви технички промени, мислам дека имаше требаше некоја мала промена со некој тоалет да се направи. Тоа е веќе изготвено, веќе е направено и е во тек процедурата за дозволата за градба за да излезе за театарската зграда. Што значи се надеваме дека таа процедура ќе заврши побрзо Министерството за транспорт и врски и после тоа останува одлуката на Министерството за култура и туризам, како и на владата на Република Македонија. Славиме роден ден на нешто што не постои. Народен театар Војдан Чернодрински. Михајло кажа дека сме во склоп на Центарот за култура Марко Цепенков и навистина ми е жал затоа што 75 години не е мала бројка, дај Боже сите да изчекаат и да слават јубилеи родендени. И сметам дека е повеќе од неопходно да бидеме театар, онака како што сме биле предходно, затоа што тоа го должиме на нашите предци, на сите актери кои што го дале својот влог и биле ентузијасти и едноставно туркале така како што требало да туркаат и ние туркаме, преживуваме, што е апсолутно погрешно, затоа што треба да живееме, да уживаме, а не да преживуваме. Ова се однесува не само за театарот во Македонија, општо за сите случувања и сите сектори во нашето општествено живење. Така да посакувам барем следната година да си речеме среќен или чести 76-ти роден ден Народен театар Војдан Чернодрински. Работиме во исклучително мизерни услови, што се однесува до новиот проект кој што е актуелен веќе години наназад. Исто на тоа прашање секој пат велам, со секоја промена политичка гарнитура во нашава држава, секој пат добиваме ветување или сме на листата на било која политичка партија дека Прилеп конечно ќе добие нова театарска зграда. Па од толку многу театри што ни изградивте, не знаеме во кој поправо да се вселиме. Така да јас би посакала вистински да се заангажирате, да најдете финансии и средства, конечно да добиеме нова театарска зграда, не дека зградата го прави театарот, меѓутоа тој што бил гостин овде кај нас и прошетал низ овој театар, уверен и убеден во просторните и техничките одлики на оваа театарска куќа, кои што се далеку од современи или совршени и се разбира се под секое човечко достоинство. Така да, како и секој човек, како креативци и како луѓе кои што работиме во оваа институција, тоа се однесува на целиот персонал, не само на актерите, туку и на администрација, помошно-технички персонал, заслужуваме да имаме едни нормални услови. Значи правиме нешто за нешто кое што треба да е нормално, а не ексклузивно или пак да бараме преку леп погача. Како и да е, да ни се честити 75 години обстојување, 75 години пркос, лудачка љубов, ентузијазам, оти тоа се тие работи кои што не држат во живот. Инаку не вреди да се помине ниту еден ден овде, заради сите претходни причини кои што ги наведов.